Стадион. Емисија за вашата вистина. Професорке Јаневска, дали се слушаме? Да, добар ден, се слушаме. Добар ден. Професорке, вие предавате и вие сте вклучени во овој процес образовен подолго време. Предавате доста тежок предмет. Патологија, така? И важите за строг професор. Зошто би биле вие против реформи? Или не сте против реформи, туку не се согласувате со пристапот? Повелете. Не. Апсолутно не сме против реформи и од политичка гледна точка ние во предизборната програма на последните парламентарни избори во делот за образование и наука предвидовме реформи во образованието и тие се согласуваме дека се неопходни во нашата држава. Како што веќе е кажано во вашата емисија и веќе во многу други дебатни емисии, имаме консензус за тоа дека реформите се потребни. Не само заради лошите резултати на домашните и надворешни тестирања на учениците, туку и заради мислењето на релевантни фактори дека апсолутно треба да се подобри знаењето на нашите ученици, затоа што точно е тоа се идните генерации кои треба да ја водат оваа држава и да ја направат подобра од она што во моментот е. Така да не станува збор дека се потребни реформи и затоа што имаат помал број на часови и затоа што помалку престојуваат во училиштето. Она што ние го дискутираме е концепцијата така како што е представена во медиумите со презентација и она што го видовме како пишан збор. Кои се главните забелешки ваши? И предлози секако? Да. Забелешките се значајни. Ние тргнуваме од тоа дека секоја реформа во учењето треба да е соодветна на државата во која тоа се прави, треба да е соодветна на менталитетот на населението, особено треба, како што и вашиот соговорник кажа, менување на матрицата, рече тој, јас би рекла менталитетот и образованието на наставниот кадар. Кога се почнува со реформа, треба да се води сметка за ресурсите кои се присутни и кои треба да се изградат за да може таа реформа да се спроведе. Сметам дека е малку избрзано со концепцијата затоа што таа не е доработена во ред. Тоа е идеја, концепција, но сепак требаше да има повеќе одговори на поставените прашања. Се разбира дека е многу актуелна историјата и јас ќе почнам од историјата. Не можеме ние да интегрираме предмети во определени обштествени и историски констелации. Не е неважно тоа што на Македонија и се случува во моментов и тоа што и се случувало во минатото. Во моментов, значи ние добиваме блокада, односно вето за влез во Европската Унија, токму заради определени историски прашања. Македонското население, македонските ученици, македонските наставници живеат во овој период кога го доживуваат тоа негирање на историјата, негирање на јазикот и конечно негирање на идентитетот. Како тоа нас не ни е важно? Нас ни е особено важно и токму заради тоа треба да се размисли дали историјата треба да се интегрира. Историјата представува еден од националните предмети, би рекла заедно со географијата, и како што можеме да видиме, дури во финскиот систем кој беше спомнат, таа постои како предмет заедно со граѓанско општество. Станува збор за брзина на спроведување на реформата и за интегрирање на предмети од кои нема потреба, поготово не во вака чувствителен момент, кога на населението му е важно да го одбрани својот идентитет. Сметам дека тие кои што ја правеле концепцијата, верувам со најдобра намера, немале чувство за потребите на народот и немале чувство за
моментот во кој ова се прави. Историјата е предмет преку кој ние учиме за луѓето и општествата. За да можеме подобро да ги разбереме и луѓето, и општествата, и настаните. Историјата е предмет кој не учи за промените, за да дознаеме причините какво е нашето општество сега, што се случувало во минатото, за ние да дојдеме до вакво општество сега и какво предвидуваме дека ќе биде во иднина. Конечно, историјата е предмет која го гради нашиот идентитет преку разни приказни, би рекла, па дури и митови од минатото, која го гради нашиот идентитет, нашиот морал, нашата честност и која го гради чувството за лојалност кон државата. Па така, во овој момент, кога сето тоа е спорувано, да не постои посебен предмет историја, за мене е за голема дискусија. Најважното од сето тоа е што не е прилагодено на дадениот момент и не е прилагодено на потребите на народот. Ако огромен дел од луѓето, вклучувајќи и релевантни институции, МАНУ, Институтот за историја, Друштвото на историчари, поедини професори, Институтот за педагогија, Филозофскиот факултет ви реагираат, вие мора да ретерирате и да размислите што е тоа што се случува. Гледам дека има мало ратерирање и јас сум многу задоволна, затоа што концепцијата беше дадена таква како таква и ќе почнала од 2021 септември, но сега гледам се вели, ќе видиме како ќе се вика предметот крајно, ќе видиме кои теми ќе бидат вклучени, што сметам дека е добро. Сметам дека е добро и сметам дека тоа може да вроди со плод. Професорке, да ве прашам само како професор на медицински факултет. Да. Вие лично, вашата анализа што покажува? Имате сега подобри студенти, пописмени или полоши? Или кај вас е седно затоа што секојаш се примаат тие со висок просек и треба да покажат на писмените тие приемни испити големи резултати? За жал, приемни испити нема. Нема сега на медицински воопшто, само со резултатите, со успехот од средна школа, така? Многу е важно да се писмени, особено е важно да се писмени. Знаете како, секогаш има одреден процент на студенти кои се одлични, кои добро го завршиле претходното образование, и има одреден процент кој е за жал поголем од овој кој јас го кажувам, кои сметам дека оценките не им се релевантни на знаењето. Па од тука да, потребна е реформа. Ние воопшто не спориме. Но начинот на кој тоа се прави, сметаме дека не е соодветен. Јас ви благодарам. Ако имате уште нешто да дадете, дали ќе се вклучите, дали сте повикани како луѓе кои што се стручни, без разлика на партиската припадност? Доколку има време, јас би прокоментирала уште нешто. Ние со задоволство би се вклучиле, но постои една тенденција, особено кај оваа власт, да го занемарува мислењето на опозицијата, што сметам дека не е добро за развојот на целото општество и што сметам дека води до постојана битка на концепти. Компромиси се секогаш можни и ние можеме да дојдеме до заеднички став, затоа што е вистина дека образованието не треба да трпи промени при секоја промена на власт. Тоа треба да е динамичен и континуиран процес во кој политичките партии, кои исто така се релевантен фактор за спроведување на образовни политики, треба да постигнат еден консензус за да не трпи образованието во државата. Инаку, доколку има време, би додала уште неколку елементи. Да, повелете, уште 2 минути имаме. Значи, ние мора да бидеме подготвени
училиштата мора да бидат подготвени и основно наставниците треба да бидат подготвени. Јас не би брзала со некакви краткотрајни обикти, дури тие и да траат 3 месеци за обука на наставници кои би биле дообучени, недообучени, би требале да го шират знаењето. Значи, реформа ваква не може да се спроведе доколку наставниот кадар не е доволно подготвен. И ваквата реформа, откако ќе се подготви наставниот кадар, откако ќе се обезбедат ресурси во училиштата, треба да е достапна за сите и еднаква за сите. Спорно е кариерното напредување на наставниците, критериумите не се кажани. Еве, ке чекаме да ги видиме. Спорни се условите во кои учениците ќе работат. Тоа е процес кој не може да се направи многу брзо. Па прашање е дали ние со оваа економија која имаме би можеле да го направиме и во 5 години. Спорни се учебниците. Вие не можете да почнете тешка реформа без на наставниците да им дадете некакви материјали како ориентација. Може да се случи таа слобода која им се нуди на наставниците да стане контролирана партиска слобода или контролирана слобода од страна на општината. Значи, мора да има рамка во која наставниците ќе предаваат. Сето ова, што е поставено како цел на оваа концепција, може да се постигне без интеграција. Значи, се што сакаат и велат дека треба да се направи, со што сме апсолутно сложни, може да се направи без интеграција на поедини предмети и јас пак ќе се задржам на историјата, тука би ја дала и географијата. Значи, не станува збор за универзалните предмети. Математика е математика секаде. Хемијата е хемија секаде. Кислородот е кислород, како што вели еден мој познат професор и во Македонија и во Шведска, но историјата е национален предмет. Па и дел од географијата е национален предмет. И баш тие кои се значајни за менување на менталитетот и на наставниците, и на учениците, треба да останат. Уметностите се скратени. Да, дадена е некаква можност за дополнителни часови. Еве, вашиот соговорник вели избор на родителите. Предметите не треба да бидат на децата и родителите. Предметите не треба да бидат избор на родителите. Предметите треба да се соодветни на интересите и можностите на учениците. Од тука, значи, треба да се активираат службите за кариерен развој на учениците. За тоа не стана збор. Дополнителните предмети кои во ред се, со некои се согласуваме, со некои на кој начин, во кој простор, во кои лаборатории ќе се изведуваат. Од тука, бидејќи е кратко времето, прашалници и непознаници има многу. Дискусијата треба да биде долготрајна. Власта треба да биде кооперативна со сите релевантни фактори, вклучувајќи ги и релевантните политички партии, и со нив треба да се води оваа дискусија, за да се дојде до заедничко решение за континуирано образование во Република Македонија, за да може да добиеме соодветен производ на она што го очекува Европската унија и другиот понапреден свет. Благодарам, професорке Весна Елевска. Стадион. Емисија за вашата вистина.